Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Бојана Димитриевска, вие го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Во денешниот Кворум отвараме една тема: кој и зошто забрани да се емитува македонска музика во етерот. На 20 месецов стапи во сила одлуката на ЗАМП да се забрани емитување на македонски дела од македонски автори. Сдруженијето за заштита на музичките права соопшти дека собранието на ЗАМП на седницата која била одржана на 17 септември 2016 година ја донесе следната одлука: забрана за емитување музички дела од македонски автори, членови на ЗАМП од страна на радиодифузните друштва по пат на радиодифузно емитување. Одлуката стапува во сила на 20 септември 2016 година. Ова одлука пак е спротивна на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој во член 92 предвидува задолжително емитување програма која е изворно создадена во Република Македонија. Радиодифузерите се обврзани дневно да емитуваат најмалку 30% програма која е изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници што живеат во Република Македонија, почнувајќи од 2014 година. Од 2015 година обврската од 30% се зголемува на 40%. Од 2016 година обврската од 40% се зголемува на 50%, стои во членот 92 од законот. Од Сдруженијето на приватните медиуми велат дека со оглед на законската обврска за емитување одреден процент македонска музика на медиумите во земјава, со оваа забрана, со оглед на бројката на авторите и делата што се забранети, дека членовите на ЗПММ нема да можат да ја исполнат законската обврска пред се поради премалиот број на песни кои останаа и кои можат да се емитуваат. Во најдно време да ни обезбедите услови за да можеме да ги исполниме нашите законски обврски кои сме ги прифатили и кои ги почитуваме за заштита, промоција и негување на македонската музика. Во спротивно, како здружение ќе им посочиме на нашите членови комплетно да ја тргнат од своите програми македонската музика, се до комплетното средување на работите и односите во оваа исклучително важна област. Ве молиме за итна реакција и да ни ги обезбедите потребните услови за нормална работа, стои во соопштението. Сдруженијето на приватни медиуми е мнозинско здружение во државата во кое членуваат над 80% од сите медиуми и е формирано од собствениците или главните уредници на најголемиот дел од локалните медиуми од целата држава. Одлуката на ЗАМП да забрани емитување македонска музика следуваа реакции од поединечни музички автори. Музичарот Кокам Димушевски на социјалните мрежи реагираше дека ЗАМП не може во негово име да одлучува дали да се пушта музиката на која тој е автор. Кој смее во моје име да ја забрани мојата музика за емитување? Секој автор што сака да забрани да се изведува неговата музика, нека си даде лична изјава. ЗАМП ќе добие тужба бидејќи не сум ги овластил да зборуваат во моје име. Надлежните институции нека реагираат најитно и најостро, пишува Димушевски на својот Facebook профил. Со реакција излезе и Соком МАП, Организација за колективно управување на авторските музички права. Оваа организација е основана од Сојузот на композиторите на Македонија Соком. Председателот на управниот одбор на Соком МАП, Сони Петровски, е мојот денешен гостин. Добар ден и добре дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ви благодарам за поканата. Се обидов да ги сублимирам сите реакции кои пристигнаа по она одлука на ЗАМП за емитување на македонска музика во етерот. Вие го повикавте Министерството за култура да му ја одземе лиценцата на ЗАМП. Да, точно. Пред се ви благодарам за поканата, бидејќи вакви емисии на кои што може да се разговара за заштитата на авторските права, воопшто ги нема. Значи, ова е практично прва емисија каде што барем јас гостувам. Сум имал обиди па да иницирам ваква тема во разни медиуми, но веројатно поради обемноста на темата или незината непознатост, нели, од
заради нели бројните закони кои што се поврзани со нив. Еве ова нека биде една добра иницијатива за медиумите да се вклучат и да практично да инициираат дебати. За жал, ние сме инициирале вакви дебати кои што не се и медиумски, кои што така се отворени во интерес на авторите, да се запознаат малку повеќе за собствените права, но досега не сме наишле на позитивен одговор од Сдруженијето ЗАМП за учество на вакви дебати, така да ни останува сами да дебатираме со себе. Така, јас го поканив односно представници од ЗАМП денеска да присуствуваат во студиото на Радио Слободна Македонија, да можете да ги соочите аргументите, да ја слушнеме и едната и другата страна и да одговориме на голем број нејасноти кои се појавија во јавноста. Но дел од представниците, некои ја одбија мојата покана, некои беа спречени поради работни обврски да се појават во студиото. Телефонски разговарав со председателот на собранието на ЗАМП, професор Живоин Глишич, па предлагам тука да го слушнеме неговиот став и подосна ќе прокоментираме. Лука донесе ЗАМП. Па вака, ЗАМП е Организација за заштита на колективните права веќе 69 години, 70 години прославува следната година и како асоциација се докажа и пред домашната и пред меѓународната јавност со тоа што организацијата брои околу 6000 штитеници кои се штитат по основ на закон и 1500 има членови на ЗАМП кои се активни членови во управувањето. Со сите законски одредби и со сите акти со кои управува ЗАМП, ЗАМП ги има сите потребни елементи за остварување на ова и до сега на тој начин и работела. Во однос на заштитата, во однос на сето оно што се случува во заштитата на авторските права, во законски рамки, авторот меѓу другото потпишува договор со ЗАМП и врз основ на тој договор се согласува на сите оние права и обврски што ги има во однос на правната постапка на ЗАМП, неговата заштита. Меѓутоа, авторот исто така има право. И доколку не е задоволен од висината на доместокот да се иземе и да бара едноставно да биде иземен и да не биде штитен од страна на ЗАМП. Така да во оваа ситуација сето оно што ЗАМП го правеше, а правеше следно: по сите барања во однос на законот, по сите постапки и начини на однесување во заштитата во однос на окружувањето, во однос на институциите со кои се работува надвор од Македонија, окружувањето и ЦИСАК се разбира како основна и главна асоциација која ги штити авторските права на милиони автори. ЗАМП во таква една ситуација донесе правилник со тарифа со кој и до сега се штитеа авторите. Меѓутоа, Комисијата за посредување со владата, се разбира, донесе бараше од ЗАМП одредени отстапки по одредени категории. ЗАМП направи многу отстапки. Инаку, правилникот и тарифата на ЗАМП не се сменети од 2008 година, што значи дека и ова што ЗАМП го донесе сега во согласност со барањата на Комисијата за посредување, исто така влегува во согласност со сите законски одредби и со времето во кое живееме, се разбира, да удоволи и на одредени социјални работи кои се случуваат во земјата. Се разбира, во таква една насока ЗАМП очекуваше дека ќе добие потврда од страна на Министерството за култура и од страна на владата. Меѓутоа, по истекот на рокот со кој беше задолжено Министерството да даде некаков одговор, ЗАМП не доби никаков одговор. Авторите мораат да бидат информирани што се случува. Во исто време се работи за формирање на ново здружение по основ на закон, нели, законот дозволува тоа. Меѓутоа се случува исто така да тоа здружение по ниеден основ не исполнува услови за добивање на лиценца за работа, а сепак тие работа добија дозвола за работа. Тоа здружение има некаде околу 59 или 60 луѓе, не знам колку се точно, и се работи за асоциација која е во склоп на СОКОМ, тоа е Сојуз на композитори на Македонија. Се разбира, во таква една ситуација, тоа се автори кои себе се нарекуваат или барем работат во сферата на така наречената сериозна или уметничка музика, на која исто така и ја работам. Меѓутоа, со оглед на тоа дека
Јас сум легално избран од сите овие членови кои ви ги спомнав на легален начин избран како председател на собрание. Јас сум тој што сум во председател на собранието на ЗАМП и од таа позиција и разговарам сега. Значи, авторите мораат да бидат информирани согласно законските обврски на правната служба на ЗАМП и согласно тоа е свикано собранието, свикан е собир на автори од цела Македонија, што се одржа на 17 дека беше. На тој собир на авторите им се објасни за што се работи. Се работи за следно. Правилникот со тарифа на втората организација, на СОКОМАП, е 50 до 100% понизок од правилникот со кој сега оперира ЗАМП и со кој сега распределува средства. Што значи дека во таква ситуација авторите имаат потполно право да го забранат начинот на кој тоа на своето, мислам, тоа е демократско право, ништо ново во заштитата, едноставно законски им е возможено да ги забранат емитувањето на своите дела затоа што не се согласуваат со висината на надоместот која ја нуди тој вториот правилник. Гледајќи ги состојбите, најлогично би било таква една организација, иако реално не ги исполнува условите за остварување на сето ова и за действување, ќе може да добие дозвола за работа. Авторите рекоа во тој случај ние не сакаме веќе да до донесување на следна одлука или до донесување на некој компромис, понатака не сакаме да им бидат емитувани нашите дела. И тоа е согласно законот и нема тука ништо спорно. Од тие причини авторите на собирот на автори кој беше во голем број, нели, во Александар Палас, едногласно, значи без воздржани, без против, едногласно рекоа дека не сакаат да им бидат емитувани дела под тие услови по кои тоа здружение нуди надомест за изведување на нивните дела. Ете, тоа е причина поради која авторите се одлучија на ваков чекор. Дали ќе смените нешто со оглед на фактот што индивидуални автори не се сложуваат и предлагаат секој автор писмено да се изјасни? Авторите имаат законски права и обврски. Авторите имаат право да се изземат од заштитата на ЗАМП на тој начин што треба да поднесат изјава, добиваат одреден формулар, како што пристапиле, они на тој начин можат и да излезат и на тој начин нема ништо не е спорно да било кој биде штитен на начин на кој тој сака да биде штитен и во институција или организација која ќе го штити. Значи во овој случај не гледам никаква логика некој да дојде и да се иземе и да бара да биде штитен за помал надопест кој е од 50 до 100% во однос на категориите кои тој ги обработува. За жал, во самиот закон, ја ви реков предка, тоа се во голема мера луѓе кои себе се нарекуваат автори на сериозна музика и за жал или не, тие работат главном во таа сфера. Тоа е нешто друго за кое во некоја друга прилика би можело да се разговараме, и тоа по сила на законот тие се штитени се до оној момент додека законски и не го напуштат ЗАМП, тоа значи поднесување изјава, одење на нотар, дефинирање на сите права и обврски кои произлегуваат од законот за авторски и сродни права и на тој начин секој може да биде штитен во институција во која сака да биде штитен. Така да нема никакви потреби од измена во однос на тоа. Жал ми е што многу од тие луѓе може би и беа заведени на одреден начин, затоа што законот и уставот на Македонија ги налагаат правилата на играта по кои работи ЗАМП. И до сега во сите проверки и во сите настапи на институциите кои даваат дозвола за работа на ЗАМП, таа работа никаде во ниеден момент не била оспорена. Сега е спорно тоа што едноставно, не знам од кои причини, оваа институција која релативно мал број членови брои, и жал ми е за многу колеги таму кои треба сега да ги остваруваат своите права на начин на кој нивниот авторски труд кој е и така минорно емитуван на радиопрограмите, ќе добиваат не знам какви средства за тоа. Инаку реално во Македонија многу мал број можат да живеат од авторското право и тоа е нешто што е најниско, како што ви кажав, во обкружувањето, да не зборам за понатака. За споредба, авторите во Словенија, јас имам Словенија како пример по површина и по бројот на жители, од прилика тука некаде со нашата република, тие остваруваат од авторското право 8 пати повеќе средства во однос на Македонија. Тоа е доволен показател колку е ниско вреднуван трудот на авторот на авторската музика во Македонија, за да сега уште така биде намален за 100 или 100%. А
ЗАМП нема потреба од менување на акти и законски одредби по основа на тоа дали индивидуалецот сака да го штити овој или оној. Така, но одлуката е спротивна на законската обврска за емитување на македонска музика. Па, мислам дека ја нешто од тоа спомнав во првото прашање. Авторот се согласува да биде штитен за јавно соопштување, јавно емитување, како во државата, така и во неа. По тој основ законот му нуди пододредени услови да биде штитен и пододредени услови да биде платен надоместот за емитувањето на соодветните композиции, соодветните дела. Доколку авторот не е задоволен од надоместокот што го добива од вредноста на поенот во правилникот со тарифа, во тој случај тој може да се иземе слободно и може да го напушти тоа. Така да авторите, кога на собирот на автори им посочивме на авторите кои се одредбите и кој е правилникот со тарифа на здруженијето, второто здружение кое се формира Сокомап, тие едногласно рекоа дека тоа им беше објаснато дека тоа е нивно право согласно законот и тие во тој случај рекоа дека ставаат забрана на емитување на нивните дела по тие услови по кои ќе ги нуди Сокомап. Согласно тоа дека ние не добивме се уште лиценца, а ги остваруваме сите законски одредби, сите законски овие одредби и сите елементи се на страна на ЗАМП и по бројот на членови, по организацијската структура, по правната служба, по електронската евиденција, по службата за електронско обработување на податоци. Сите акти, практично сите правила и сето оноа што го нуди законот, ние ги остваруваме. И во тој случај сето оноа што е направено на страна на авторот законски и се разбира нема ништо спорно во тоа. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото, почитувани слушатели. Пред малку го слушнавме и ставот на председателот на собранието на ЗАМП професорот Живоин Галишич. Едно мало подсетување за оние подоцна кои се вклучија на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Мој денешен гостин е председателот на управниот одбор на Сокомап Сони Петровски. Господине Петровски, внимателно го слушавте ставот на професорот Галишич. Неколку пати го прозва вашето здружение, односно вашата организација. Рече дека таму членуваат автори кои создаваат сериозна музика и дека вашата музика многу малце ја слушаме во етерот. Вашиот коментар на неговиот став. Јас прво уште еднаш би кажал дека ми е жал што професорот Галишич не е тука, па за да можеме заедно да размениме некои мислени и ставови кои очигледно се диаметрално спротивни. Мислам и покрај све ние сме колеги на факултет и двајцата работиме на факултетот за музичка уметност. Но еве за жал имаме спротивни ставови во прашањето за авторските права. Внимателно го проследив неговиот исказ и можам да го демантирам во 95% од сето тоа што го кажа. Но ајде да трнеме поред. Сокомап, значи, не работи под капата на Соком, туку Сојузот на композиторите е основач на Сокомап. Значи, има суштинска разлика, бидејќи тоа е здружение на граѓани, исто како што е ЗАМП. Има закон за здружение на граѓани, како се формираат, и правните лица можат да се јават како основачи заедно со физички лица, така да тука нема ништо воопшто спорно зошто и како е настаната Сокомап. Дека Сојузот на композиторите, Соком, може би ги поддржува во одреден сегмент, во смисол на просторни услови, на технички, на кадровски услови, тоа воопшто не е спорно, но тоа не е противзаконски. Сокомап, по незиното формирање, побара лиценца, дозвола за колективно управување од Министерството на култура, и тоа си е нешто што е законски. Условите за добивање на лиценца се минимални. Значи, тоа има 3 услови, односно 4. Едниот услов е да имате простор, соодветен простор, да имате еден правник вработен, да поседувате техничка опременост и да имате членство. Значи, ниеден од овие условите е неисподлив за и таква организација како Соком или Сокомап. Соком ги овозможи сите овие услови на Сокомап, се додека Сокомап не застане на свој ноце. Тука нема ништо спорно и незаконски.
ЗАМП по ова прашање поднесе тужба до судот, нели, за истите прашања кои што велат дека е незаконски и се побара, нели, Сокомап да се одземе правото да функционира, но се разбира таа тужба нормално беше одбиена од судот. Во однос на исказот кај што вели дека Сокомап е претежно или е направен само од автори на класична музика, значи во една дигитална ера како што живееме сега, каде што границите се поместени, каде што границите се избришани и не постојат, мислам, многу е нелогично да тврдите кои автори какви се. Значи такви автори кои што можете да кажете стрикно дека се само такви или вакви е еднакво да кажете дека вие автори сте дебели, ние сме слаби. Значи не постои такво нешто. Сите автори кои што пишуваат класична музика пишуваат и поинаков тип на музика. Јас од себе ке тргнам. Значи еве јас сум композитор кој што има класично образование, кој што сум нели се образувал во таа насока, меѓутоа на пазарот барањата се сосема други и ние немаме никакви ограничувања да го работиме тоа. Значи само 20% од моето творество може да се класифицира као класично. Така да тука воопшто не гледам ништо спорно. И не треба постојано го кажуваме тоа дека нашата организација не е организација на класични автори. Таа организација е сојузот на композиторите, каде што повеќето се класични автори. И таму членуваат 70 членови. Но во Сокомап, покрај овие членовите на Соком, има уште толкав број најмалку кои што се автори од автори на музика од други жанрови. Нити пак ние како организација, значи законот налага сите оние кои што сакат да пристапат во едно здружение за колективно управување не можат да се одбијат. Значи по никој остов. Тие имаат право да го стваруваат нели своите права во едно вакво здружение. И тука Сокомап не може да ги избира своите членови. Едноставно, сите што сакат да пристапат го имаат тоа право. И верно јас ги разбирам зошто се постојано се навртува дека вие сте класични, вие малку се имитувате, тоа си во ред. Класични автори можеби навистина малку се имитуваат, но имаме и други елементи пошироки кои што треба да се погледнат нели во правилниот контекст, но тој не е вистинскиот контекст. ЗАМП навистина по сила на закон штити 6000 автори, но само 1500 од нив пристапиле со пристапница во ЗАМП. Што е со другите? Па, не знаеме, значи, односно, предпоставката е, бидејќи ги знаеме статистичките бројки, дека само околу 600 до 700 автори земаат некаков приход по основ на авторски права, емитување на дело. Значи, од 6000 автори, само 10% годишно земат некакви средства. Значи, предпоставуваме дека останатите 90% воопшто се незаинтересирани на оваа тема, бидејќи немат никаков приход. Значи, практично половина од членовите на ЗАМП од тие 1500 не земат никаков приход. Се друго е кога ќе навлеземе од тие 600 членови, кој колку зема приход. Тоа само го знаат, нели, стручната служба на ЗАМП, но предпоставуваме дека најмалку половина не земат повеќе од некои си минимални 10 до 20 евра годишно. Значи, тоа е износ со кој што авторите не се занимаваат со вакви прашања. Значи, реалната бројка во кој што авторите се засегнати не е повеќе од 200 до 300 автори, кои што може да се каже дека еве земат некакви 100 евра па нагоре. А дека има автори кои што добро се нафатирани од авторските права, значи имаме исто така податоци дека некои автори земаат од 20 до 30 па се до 70.000 евра. Значи тоа се навистина на годишно ниво, импресивни бројки. Во неговиот исказ исто вели се повикува дека авторите дале забрана бидејќи тарифникот на Сокомап е понизок од нивниот. Прво треба да расчистиме дека тарифникот на Сокомап се однесува за членовите на Сокомап. Значи Сокомап поставува цени за своите производи. Сокомап не може да дава цени за авторите на ЗАМП, исто како што со ЗАМП единствено по сила на закон во моментов може да даде за сите автори. Значи таа теза исто така не би се согласиле и не е така. Значи може да постојат повеќе здруженија, исто како што постојат нели различни
телекомуникацијски компании кои што си имаат различни цени. Тоа е конкурентност, тоа е пазарна економија. Секој си поставува своја цена на производот. Ако е потребно да се намалат цените за да биде конкурентен, таа компанија ќе го направи тоа. Значи, истото се однесува и тука за авторските права. Ние сме се одредиле ценовник на нашите дела. Дали е помал или не е друго прашање. Сега ќе ви кажам малку и на таа тема. Значи, тарифникот, правилникот со тарифа е само документ кој што ги поставува највисоките граници на кои што здруженијето, односно авторите, можат да наплатат од корисниците. Но не го поставува најниската точка. И во тој смисол, значи, иако ЗАМП навидум имаат многу повисок тарифник, тие во реалноста наплаќаат многу помалку. Значи, дури помалку од тарифникот на Сокомап. Само за пример, ќе ви кажам, дека според тарифникот на ЗАМП, тие можат да наплаќаат за свадби 1 евро по лице на свадба. Но, бидејќи ние сме активни на терен, имаме комуникација со корисниците, она што го гледаме е дека договорите кои што ЗАМП ги нуди конкретно со организаторите на свадбите, дека тие им наплаќаат во просек 15 денари по лице. А Сокомап во својот тарифник побарува 20 денари на лице. Значи, во оваа конкретна категорија, Сокомап има повисока цена на своите производи. Овие, иако имат во тарифникот може да наплаќат 60, наплаќат 15 денари. А ние бараме нешто повеќе од тоа што наплаќат тие реално. Значи, и генерално тарифникот на Сокомап е направен врз проекција на реалните можности и на реалните договори кои што во изминативе години се во функција, нели, кои што ЗАМП ги наплаќа. Или земете ги медиумите. Значи, ЗАМП во новиот тарифник, барем во онај кој што го знаеме дека бил објавен во таа верзија, сега не знаеме дали подоцна имало некакви осогласувања. Тие побарале, според исказите на медиумите, по 4 милиона евра годишно од националните телевизии. Но во реалност, тие наплаќаат од 10 до 15.000 евра годишно по медиум. Толку бараме и ние. Само онолку колку што реално може да се наплати. Сега кога веќе ги споменавте медиумите, имаше и во разговорот со господинот од ЗАМП во однос на тоа со професорот Гришич за забраната за емитување на македонска музика во етерот, дека тоа е спротивно на законот. Со ваквите одредби се крши, значи, законот и можни се казни. Можни ние како медиуми сме засегнати сега во оваа ситуација. Еве конкретно Радио Слободна Македонија не сме да емитува македонска музика. Можно ли е сега после ова да очекуваме казни? И како медиумите сега да се заштитат од сева ова, од битката која ја водите вие и ЗАМП? Така. Нели, кога се разговара за закони, сега тука треба и правни експерти. Јас не сум правен експерт, но од она што сум се консултирал со правни експерти, не само тука, но и со правни експерти кои што се експерти за авторското право, кои што во овој изминатив период беа гости во Македонија од повеќе држави, све укажува дека на оваа одлука на ЗАМП е противзаконска. Тоа е несомнено. Прво, бидејќи ЗАМП има актуелен правилник, односно тарифник, правник со тарифа, со кој што може да наплаќа во името на авторите. И сите оние кои што ги исполнуваат обврските кон ЗАМП, не сме да им ја спречи, нели, слободата за емитување на делата. Бидејќи договорот не е прекршен. Значи, не можете да кажете вие услов дека формирана е нова организација, дека ти имаат мал правилник, дека, не знам, Министерство да работи по нив и што уште не. Тоа не е причина законска, за која што може ЗАМП да каже стоп за нашите дела. Значи, договори се има меѓусебни, тие се почитуваат и ЗАМП одеднаш прогласува дека тие договори се ништовни. Тоа не верувам дека тоа ни еден суд не би застанал во нивен прилог. Значи, веројатно тука медиумите ќе поднесат кривични тужби, не кривични, него ќе поднесат тужби против ваквата одлука и ќе барат надоместна штета. Бидејќи очигледно дека медиумите ќе имат некаква штета. Дали заради овој другиот закон кој што налага
50% да биде македонска музика, дали поради други приватни договори на автори, на продуцерски кујки и така натаму, не знаеме. Мислам, тоа се индивидуални прашања, но јас сум убеден дека тие ќе бидат по право да барат надомесна штета. Другиот аспект што вели нели професорот Глишич дека авторите може да се иземат, еве можеме само да го видиме примерот на Кокан Демушевски, кој што ми испрати барање за иземање, беше објавено на веб страната на ЗАМП и беше објавено одговор од ЗАМП дека неговото барање не е согласно Законот за авторски права. Значи без никакво образложение, нити пак без никакво упатување на постапката како може да се иземат од забраната. Ако се сеќавате и пред 6 месеци имаше слична забрана, но тогаш ЗАМП прибираше поединечни изјави од секој автор кој што сака да биде забранет. И тоа е во ред според мене. Секој кој што сака да забрани музика, може да се забрани. Но секој кој што сака да се иземе, исто така може да се иземе. Сепак има некои уставни начела, нели, за авторското право, кои што се над статутот и актите на ЗАМП. Така да, во тој поглед, ова е дури потврдено од меѓународни експерти, кои што се од различни европски држави, кои што присуствуваат тука во Скопје минатата недела. Значи, тоа се исто така членки на ЦИСАК, кои што малку работите повеќе од нас ги знаат, бидејќи ја знаат и меѓународната пракса која е, значи во услови кога ЗАМП има тарифник кој што е во функција, ЗАМП не може да забрани музика. По ниту еден статут, по ниту еден закон не може да најдете начин како може да се забрани музиката. Вистина жалам што денеска немаме представник, го слушнавме сепак и гласот на ЗАМП, но ми е жал што немаме тука представник во студиото, па во живо да ги сочевте овие аргументи и ставови и се надевам дека тогаш би била појасна сликата за сето ова што се случува со забраната за македонска музика во етерот. Тука ќе направиме една кратка пауза, време е за реклами, а веднаш потоа се враќаме со завршниот дел од оваа емисија. Почитувани слушатели, останете со нас, за кратко сме повторно назад. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Јас сум Бојана Димитриевска, мој денешен соговорник е председателот на управниот одбор на СОКО МАП Сони Петровски. Денеска отвараме една поинаква тема. Мојата денешна анализа и на мојот соговорник е зошто и кој забрани да се емитува македонска музика во етерот. Господине Петровски, засега нема став од Министерството за култура. Дали вие имате некаков одговор со оглед на тоа што побаравте од Министерството да му ја одземе лиценцата на ЗАМП? Да. Точно е дека сите очекуваме, нели, Министерството за култура да се произнесе, да го изнесе својот став, бидејќи само Министерството има, нели, можност да тие што треба да ја пресечат работава, авторските права се во нивен домен. Верувам дека Министерството за култура сака да го најде најдоброто решение во интерес на авторите, но не на организациите. Ние имавме неколку обиди, бидејќи законот овозможува истовремено да функционираат две вакви здруженија. Ние имавме обиди да воспоставиме контакт со ЗАМП и да најдеме заеднички јазик како заеднички би управувале со колективната заштита. Имавме 3 конкретни предлози. Значи, едниот предлог од нив беше формирање на сојуз, значи практично двете да формираат една организација на која што подоцна ќе работат на унапредување на заштитата. Вториот предлог беше едната организација да врши наплата, а другата исплата. И третиот предлог беше да се поделат практично корисничките категории помеѓу здруженијата. Има вкупно 10 категории, да се поделат по 5. Целта нова и воопшто целта на формирањето на СОКО МАП не е да се затвори ЗАМП, туку едноставно да се подобрат условите на авторите, да се зголеми отчетноста, да се зголеми транспарентноста, да се зголеми контролата врз трошењето на средствата на авторите од страна на стручните служби на ЗАМП. Ние сите бевме членови на ЗАМП.
кои што сме сега во Сокомап. И на вистина, едно повеќе години се обидувавме внатре, нели, како дел од органите да ги промениме состојбите кои што сме ги воочиле дека не се добри. Но ова нам не остана практично како последна алтернатива. Сметате дека вака ќе ги подобрите состојбите? Апсолутно. Кога ќе имате, нели, контрола врз средства, мислам, јас можам да ви кажам безброј примери како се трошени авторските пари. Мислам, само за еден конкретен пример. Изработка на статутот, нели, со новиот закон која беше пред повеќе години, требаше да се изработи нов статут во ЗАМ. Изработката на новиот статут не платен ни повеќе ни помалку 5000 евра. Значи 5000 евра е годишна плата се плаќа за работа што се завршува во недела во 2, каде што 90% од закона е препишан во статутот. Значи вакви има многу. Ево уште еден пример. Софтверот, електронскиот софтвер за евиденција изнесува 80.000 евра. Сокомап има обезбедено софтвер за само 20.000 евра. Значи тоа е само два од многуте примери кои би можел да ги кажам дека нерационално се трошат авторските пари и дека тие навистина може да видат многу позадоволни. Така што постоењето на две организации е добро во тој смисол. Да домакински да се работи во интерес исклучиво во интерес на авторите. Така би се навратила на оние предлози кои ги споменавте пред малку од Министерството за култура, да формирате сојуз или едните да исплаќаат, другите да наплаќаат. Што се случи со тие предлози? Сите беа, нели, нормално отфрлени. Очигледно ЗАМП нема намера да го дели колачот со друга организација. Многу може да се разговара на оваа тема. Ние дури имавме една неофицијална средба со господинот Глигор Копров, кој што е исто така председател на управниот одбор на ЗАМП, и се согласивме дека оваа состојба не е добра и не е во интерес на авторите. И дека ќе работиме заеднички да најдеме заедничко решение. Тоа беше, така да кажем, еден джентлменски договор, неофицијален, значи не во рамките на телата на здруженијата, но веќе наредниот ден, кога не повика од Министерството за култура, да доствариме на средба со меѓународните представници, за да им дадеме нив една појасна слика, да примиме некаков совет од нив, се разбира тие и одбија воопшто една таква средба. Значи сега се чека на Министерството за култура да разреши целава оваа работа и да пресача. Да. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека барем ги разјаснивме дилемите кои постојат во јавноста во однос на забраната за емитување на македонска музика. Благодарам за поканата. Вам, почитувани гледачи, тука се извинувам слушатели, ќе ви се заблагодарам за вниманието, секако и гледачи, бидејќи можете лайв стрим да не следите на нашата страна rsm.mk, таму може да најдете и многу повеќе информации, секако да ја погледнете целава оваа емисија и сите емисии кои се емитуваат на Радио Слободна Македонија. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител. Денеска е 26 септември 2016 година. Техничка реализација Дине Вучков. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција во исто време. Пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.